Резултатите од пописот кој треба да се спроведе во текот на месец април ќе донесат драстична промена во демографската структура на населението во Северна Македонија во однос на последниот попис од 2002 година, вели Донче Герасимовски, поранешен директор на Заводот за статистика. Според Евростат, од 2008 до 2018 година, бројот на македонски граѓани кои добиле дозвола за престој во некој од земјите на Европската унија е приближно 160.000. Во 2018 тој број е најголем и изнесува 24.442 лица. Последниот податок го слушнавме овие денови, колку наши граѓани државјани се одселени во Соединетите Американски држави, околу 24.601, да не речам точно. Тоа допринесе уште длабоки други длабински анализи, колку се заминати во Канада, во Австралија, во Нов Зеланд, во останатите европски земји. Социологот Илија Ацевски вели дека постои стравување дека во изминатите 2 децении случени се радикални промени во одредени сфери во државата. Причина за тоа смета е што подолг временски период има помасовно иселување надвор од земјата. Реално по некои процени кои што можев да видам, барем она што е познато релативно, негде околу 500.000 жители сигурно. Оди цели делови региони во Македонија, делови се буквално иселени. Примерот, Струмица и Струмичко, повеќе деца се раѓаат во Италија колку во Струмица. За десетина години наназад ние имаме негде околу 45 до 50.000 родени деца во странство. Ацевски очекува дека со пописот би можело да дојде и до промена на процентуалната застапеност на етничките заедници. Пред се делот во Западна Македонија, каде што е најголемата концентрација на албанското население, каде што овие последни 2 децени, тоа јасно се покажува, имаме голем процент на иселување. Ако вие дојдете до еден податок, еве да речеме 17% албанско население или во тие општини кај што нема 20%, само по себе по тие закони ќе доведе до едно пореметување на функционирање на самиот систем. Резултатите на пописот треба тоа да се убедуваме дека нема да го променат, не би требало да променат ништо во однос на тоа како денес функционира овој македонската држава. Герасимовски вели дека доволно е да се следи морталитетот и наталитетот на населението и работите ќе бидат појасни. Веќе втора година вели земјава има негативен природен прираст. Од 8 региони во држава кои што постојат, веќе 6 се со негативен природен прираст, или пак 55,6 општини, или тоа е веќе над 60% од општините во Република Македонија имаат негативен природен прираст. Сериозен проблем е што во земјава не се следат надворешните миграции и нема одјавување на населението кое заминува надвор во светот, иако за тоа постојат точно утврдени стандарди кои ги применуваат сите земји во светот, вели Герасимовски. Ацевски пак вели дека покрај Северна Македонија само уште една африканска држава не спровела попис последните 20 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.